карциномите се втора причина за смртност во Македонија веднаш по кардиоваскуларните болести, објави Институтот за јавно здравје по повод Светскиот ден за борба против ракот 4 февруари. Целта на одбележувањето на денот е да се подигне свеста за редовни прегледи и контроли, за да се придонесе кон намалување на случаите на рак и на смртните случаи предизвикани од оваа болест. Според анализите на Институтот, мажите најчесто страдаат од карцином на бронх и на белите дробови, додека жените од рак на дојка. Лани, кај околу 750 жени во земјава бил диагностициран карцином на дојка. Лекарите потенцираат дека раното откривање на болеста е најважно во лекувањето на пациентките. Проблемот некогаш доаѓа и самата едукација и менталитетот на нашите граѓани, што многу касно доаѓаат на контрола. Проблемот во тоа е смисол на тоа дека карциномот на дојка не се поврзува со болка. Тоа е главна лоша проблематика во оваа ситуација, дека воглавном пациентите доаѓаат кај лекар само кога имаат болка или кога имаат ограничување на функционално движење во секојдневнието. Така што целата борба во овој микс се состои од тоа дека што порано да се детектираат ова болест, за да имаме комплетно лекување од самата карцином. Ракот е одговорен за над 8 милиони смртни случаи годишно на глобално ниво. Секоја година кај повеќе од 14 милиони луѓе се диагностицира канцер, а оваа бројка до 2030 се очекува да се зголеми на повеќе од 20 милиони. Во Македонија од различни видови на канцер на годишно ниво умираат по скоро 4000 луѓе. Загрижувачки е што опаѓа возрастната граница на заболени, односно се почесто се регистрираат случаи на пациенти од 25 до 34 години. По региони со најмногу заболени на прво место е Пелагонискиот, а по него следуваат Полошкиот и Скопскиот регион. Индустријата е најголемиот загадувач во Македонија, се вели во заедничкиот ревизорски извештај на квалитетот на воздухот на Евросај, Европската организација на врховни ревизорски институции. Потоа следува загадувањето предизвикано од загревањето на домаќинствата и помали фирми, додека автомобилите се оценети како средни загадувачи, а отпадот, земјоделието и останатите фактори се оценети како помали загадувачи. Во извештајот стои дека системот за управување со квалитетот на воздухот во Македонија не е правилно организиран и координиран. Беа формирани интерсекторска работна група за квалитет на воздухот и Комисија за здравје и животна средина, за да се подобри интерсекторската соработка. Но координацијата помеѓу институциите е незадоволителна и не постои систем за следење на спроведувањето на секоја мерка. Во извештајот се вели и дека инспекциите за животна средина се спроведуваат без никаква координација на централно и на локално ниво. Меѓународните ревизори препорачуваат на владата да ги аџурира сите релевантни законски и подзаконски акти заради целосна хармонизација на националното законодавство со директивата на Европската Унија за квалитет на амбиенталниот воздух, да воспостави систем на размена на податоци, но и да наметне санкции на централно и локално ниво за непочитување на политиките кои се однесуваат на квалитетот на воздухот и на граничните вредности на одредени загадувачи на воздухот. Меѓу препораките е и македонската влада да обезбеди буџет за работа и одржување на сите мониторинг станици за квалитет на воздух и да предвиди буџет во планските документи, но и да ја подобри мрежата за следење на квалитетот на воздухот со соодветно преместување на станиците и нивно континуирано одржување, да формира централизиран систем за автоматизирање собирање и обработка на податоци, како и мерење во реално време и известување за квалитетот на воздухот. Активистите на граѓанската иницијатива да ја спасиме Попова шапка очекуваат дека конечно владата ќе преземе конкретни чекори за развој на зимско-туристичкиот центар Попова шапка. Тие во текот на наредните денови ќе седнат на заедничка маса со премиерот Зоран Заев, кој најави дека ќе се инвестира во ски центарот, а тоа ќе се прави со привлекување на инвеститори од странство.
После сите притисоци кои иницијативата за спас на Попова шапка ги даде до владата и до ЕЛЕМ, веќе крајно, значи владата од денеска имаме одговор дека сака да седне од тркалезна маса заедно со сите нас да ја видиме проблематиката. Ние ако инсистиравме посетата пак да се одвива горе во Попова шапка, но со добро образложение те одлучија да посетата прво да помина директно у влада, да се види со сите чинители, министри, директори, па потоа да продолжуваме и да го следиме процесот како и во Попова шапка. Значи ние нема да се тргнеме од нашето главно барање, ЕЛЕМ да се тргне, ЕЛЕМ да се ја пушти Попова шапка на рацете на граѓаните или на рацете кои што ќе знаат да менажират со тој туристички центар. Граѓанската иницијатива да ја спасиме Попова шапка преку неколкуте одржани блокади и протести бараат од надлежните Попова шапка да функционира во текот на целата година со подобрени услови. Првото барање ЕЛЕМ да се откаже, да не биде веќе во управување со Попова шапка, да се деблокира тој систем, владата да направи добра анализа за предавање во јавно-приватно партнерство или за продажба на истото. Главно е Попова шапка да функционира 365 дена како што личат и како што функционираат другите скијачки туристички центри. Од јануари 2017, кога е формирана иницијативата, активистите преку притисоци и протести ги искажуваа своите барања за спас на Попова шапка, а доколку во најскоро време владата не преземе соодветни чекори, тие најавуваат поголеми блокади. Викендов пронајдена дрога кај неколку лица во Тетово и во Гостивар. Во текот на вчерашниот ден при претрес реализиран врз основа на судска наредба во домот на 49 годишен тетовец, полицијата пронашла кокаин, дигитална вага и семки од марихуана. Истите се одземени за вештачење. Во Гостивар пак вчера вечер, при претрес во дом на 37 годишен гостиварец, исто така врз основа на судска наредба, пронајдена е марихуана и предмети со остатоци од марихуана. Гостиварецот приведен е во полициската станица Гостивар, а приведено е уште едно лице кое било затекнато во куќата. При личен преглед кај него пронајдена и одземена е марихуана. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, неколку часа предходно лишиле од слобода двајца гостиварци на возраст од 26 и 44 години. При нивен личен преглед пронајдена им е марихуана и по лишувањето тие се задржани во полициската станица Гостивар за целосно расчистување на случајот. Во сите три случаи се работи на нивно целосно расчистување и документирање, пошто ќе следуваат соодветни поднесоци, информираат од СВР Тетово. Во полицискиот билтен на МВР регистриран уште еден ваков случај во текот на завчерашниот ден. Врз основа на судска наредба, полициски службеници извршиле претрес во хостел во село Никифорово Гостиварско, кој под концесија го стопанисувал 29 годишник од Скопје. Тој бил присутен, а бил затекнат и неговиот 3 години постар брат. При претресот биле пронајдени одземени марихуана, дробилки за марихуана и други предмети. 32 годишниот скопјанец бил лишен од слобода и приведен во полициската станица Гостивар за понатамошна постапка. По целосното документирање на случајот, против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. 3549 прекршоци за непрописно, односно погрешно паркирање биле откриени минатата 2018 година на поширокото тетовско подрачје. Тие се соодветно санкционирани. На погрешно паркираните изготвени им се мандатни платни налози, а глобата за овој вид прекршок се движи од 45 до 180 евра во динарска противредност или впишување на 25 до 40 негативни поени. Погрешно паркираните возила кои биле оставени на недозволени места и го попречувале нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот, биле подигнати од пајак службата и транспортирани на наменски определено место. Најголемиот број од овие прекршоци лани се однесувале на паркирање на пешачки премини, на тротоари, во зелени површини, во така наречени двојни редови, на крстосници, мостови и на други места. Во текот на јануари годинава пак,
Вкупниот број на вакви прекршоци изнесувал 273. Со напомена дека зголемени контролни активности планирани се и овој месец, посебно во централното Тетовско подрачје и особено на улиците Маршал Тито и Илинденска, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Нафтените деривати од ноќеска по полноќ се зголемуваат од половина до денари половина, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Според одлуката, цената на Евросупер БС 98 се зголемува за 0,50 денари за литар и неговата нова цена ќе биде 63,50 денари за литар. За 1 денар поскапо ќе се продава Евросупер БС 95 и екстра лесното масло. Така малопродажната цена на Евросупер БС 95 ќе биде 62 денари за литар, а на екстра лесното масло за домаќинство 48,50 денари за литар. Дизелот се зголемува за 1,50 денари за литар во однос на цената утврдена од пред 2 недели, што значи дека од полноќ новата цена на дизелот ќе биде 60 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот М1 се зголемува за 1,599 денари за килограм и ќе изнесува 31,121 денар за килограм. Американскиот председател Доналд Трамп во неделата рече дека војната интервенција во Венецуела е опција. Изјави Трамп во интервју за телевизијата CBS, со што потврди дека не отфрла војната интервенција во Венецуела. Во минатата недела, администрацијата на Трамп соопшти дека сите опции се на маса, но не и дека било разгледано користењето на војската. Кратко време по коментарите на Трамп во неделата, оспорениот председател на Венецуела Николас Мадуро рече дека не сака вооружен конфликт. Ellos dicen que en Venezuela va a haber una guerra civil. Ni intervención ni guerra civil, Venezuela va a haber paz. Во саботата стотици илјади демонстранти излегоа на улиците на Каракас на митинг против оспорениот председател Мадуро и за поддршка на самопрогласениот привремен председател Хуан Гваидо. Estoy aquí por la democracia y la libertad de mi país. Yo nací en democracia y voy a morir en democracia. Притисокот за да се повлече се зголемува врз Мадуро дома и во странство. Во саботата еден од командантите на воздухопловните сили, генерал Франциско Јанес, во видео порака ги повика вооружените сили на земјата да се побунат против Мадуро. El 90% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. Многу западни земји веќе го признаа Гваидо како легитимен председател, а Вашингтон ги заостри санкциите за да ја ослабне нафтената индустрија во таа земја. Но Мадуро, кој тврди дека е жртва на државен удар во режија на Соединетите држави, се уште се држи до власт. Подпомогнат главно од Русија, која предупреди дека не сака странско мешање во внатрешните работи на Венецуела. Времето денес беше променливо облачно со слаб до умерен ветер претежно од североисточен правец. Температурите се движеа во интервал од 2 до 6 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди и со слаб до умерен источен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 1 до 4 степени Целзиусови.